Почитувани новинари, хаосот во Скопје и блокадата што му се случува на главниот град е во политичка и логистичка режија на Христијан Мицковски. Од една страна на блокадата е неговиот партнер Ленин Јовановски, а од другата страна неговата градоначалничка Данела Арсовска. Заради бизнис интереси на Христијан Мицковски и Данела Арсовска, со денови страдаат граѓаните на град Скопје. Градот е заглавен исто како што Македонија беше заглавена 11 години во времето на Никола Груевски. Илјадници граѓани не можат денеска да стигнат на работните места, не можат да стигнат до болница, не можат студентите да стигнат до факултет, не можат учениците да стигнат на училиште, а не можат ни децата да стигнат до градинка. Ова се виновниците што денеска се случува колапсот во градот Скопје. Погледнете, пред точно една година славеа со зурли и тапани пред Белата палата, во бело капуче Данела Арсовска, во джемперче со патенче Христијан Мицковски и другите членови на извршниот одбор на ВМРО-ДПМН. Сега цената на нивните кавги ја плаќаат граѓаните на Скопје. Бараме Мицковски да ја прекине блокадата на Скопје, да им даде партиска наредба на неговите кадри во јавните предпријатија, во градот Скопје, во управните одбори, да седнат и да најдат решение за проблемот кој што самите го создадоа. Членовите на управниот одбор во ЈСП се членови на ВМРО-ДПМН. Мнозинството во Советот на градот Скопје е на ВМРО-ДПМН. Председателот на Советот на градот Скопје е на ВМРО-ДПМН. Ленин Јовановски е познат поддржувач на ВМРО-ДПМН од времето на Никола Груевски, а сега поддржувач на Христијан Мицковски. Директорите и членовите на управните одбори на сите јавни предпријатија се членови и активисти на ВМРО-ДПМН. Нека седнат, нека се договорат и да најдат решение за проблемот што самите го создадоа. Доста беше ова изживување врз градот Скопје. Мицковски да ги запре блокадите на Скопје.